Почитувани граѓани, еве не повторно во уште една доцна дебата, доцна во ноќта, каде што разговараме за разрешување на министер за дијаспора, кој што не верувам дека некој го видел и кој што пред 13 месеци човекот кој што сега ја извршува функцијата премиер го номинираше, а сега поднесува предлог за негово разрешување. Димитар, мака ми е кога те гледам од собраниската говорница како се препелкаш, исто како што се препелкаше на пресконференцијата во владата кога Али Ахмети ти кажа како до сега, а ти го продолжи тоа кое што ти го кажа тој. Мака ми е од човечки аспект, а воопшто не ми е гајле за твојата премиерска кариера, затоа што твојата премиерска кариера ќе биде, би кажал, како трка на 100 метри, убедливо најкратка и ќе заврши со убедлив и жесток пораз. Но од човечки аспект ми е криво и сакам да те прашам и да ја одговориш на целата македонска јавност. Дали мора да е вака? Дали мора да е вака да му слугувате на Артан Груби заедно со партијата која што од моментот кога ќе биде член на владата ќе го носи името Алијанса за Артан и да му слугувате на ваков начин, слушајќи ги сите оние директиви кои што ви ги кажуваат оние кои што 20 години се заштитени како бели мечки. Почитуван координатор Мицевски, премиерот не излажа само за тоа што вие реагиравте. Премиерот лажеше и кога кажуваше за економските параметри и време е некој по 8 дена слушање на вакви лаги да ги демантира во тоа што го кажуваат. Пренеска дадовте на изјава тука и гледам дека вашите мегафони ја пренесоа, а го постиравте тоа на Фейсбук за просечната плата од 34.000 денари. Тоа е на таква лага, а затоа што пропуштивте да го кажете следното. Зошто не кажете дека Република Македонија е земјата со највисока инфлација и дека токму поради инфлацијата просечната плата е толку висока? Зошто не кажете дека за 12 месеци потрошувачката кошница е повисока за 16.000 денари, а е 20.000 денари повисока од времето кога вие го споредувавте тука од оваа говорница? Излезете и кажете го тоа. Тука е заменик министерот за финансии, тука се кои што разбираат со финансии, излезете и објаснете му го тоа на македонскиот народ и престанете веќе еднаш со манипулациите и со лагите. Ковачевски, како можете такви лаги да соопштувате кога една анкета од ИРИ токму во вашето време од кога сте вие премиер има вакви параметри? 61% токму од испитаниците на таа анкета велат дека живеат полошо, односно дека вие и вашата влада не го решава проблемот број 1, а тоа е економскиот статус на граѓаните. 74% кажуваат дека вие како премиер не сте го решиле, не сте дале ниту едно решение кон економската ситуација во Република Македонија. Почитуван Ковачевски, 53% од граѓаните живеат полошо, а 41% живеат исто, односно катастрофално, како што живеа пред вие да станете премиер. Само 9% по анкетата, ова беше до сега од ИРИ, само 9% од анкетата на Евротинк сметаат дека државата под ваше водство иде во правилна насока. И Ковачевски, веќе кога сакате да кажувате тука економски успеси, да зборувате за тоа што оваа влада направила, за да зборувате и да ни беседите тука како се живее убаво во државата, како од кога сте вие премиер се менуваат работите, а не постои човек во држава кој што смета дека тоа е така. Затоа што од 10 луѓе 8 по улица ќе кажат лошо, а тие другите двајца ќе се мислат што ќе одговорат. И во тие анкети, затоа што реагираат вашите пратеници, како било тогаш, како е сега, нема анкета во која што не се кажува дека пред 5 или 6 години се живеело подобро. Сакате да ви ги цитирам, може од тие. Сакате анкетата на ИРИ, сакате анкетата на Евротинк, она кое што вие го направивте и за кое што искрено жалам, и за тоа ви го кажав, затоа што исполнувајќи ги криминалните желби на овие, кои што седат онамо позади вас, и вие ќе завршите таму каде што заврши и тие претходно како вас кои што ја вршија таа функција, или председател на СДСМ, или председател на владата. СДСМ после поразот кој што ќе дојде на изборите, нема минимум 12 години да се приближи до Илинденска безброј. Ќе ви кажам и зашто. А веќе кога коментирате сите, убаво вика Мицевски,
Тука треба да се покаже вашата храброст. Сите до еден јавете се на реплики, ќе ви одговорам на прашање. Заради тоа што вие го правите на оваа држава, поддржувајќи го вршителот на должност премиер, кој што ги слуша насоките од првиот заменик, кој што му воведовте функција таква, Артан Груби, на оние мала речица, додека вие тука викате, додека вие тука реагирате, тие се дома. Заради тоа што тие ве управуваат вас на очиглед на целиот македонски народ, и тоа е срамота. Ковачевски, време е да им одговорите на граѓаните и следниве работи, веќе кога сакате да демантирате некого. Кога ќе заврши автопатот Кичево Охрид и дали ќе поднесете оставка ако не заврши до 2023 година? До каде е автопатот Блаце до граничниот премин со Косово? Кажете Ковачевски, каде се тие 1300 километри патишта кои што ги направивте? Кажете Ковачевски, до каде е клиничкиот центар кој што го вети СДСМ? Кажете Ковачевски, колку болници изградивте, колку возови купивте, колку автобуси купивте од кога сте премиер? Кажете каде е студентскиот град кој што го вети вашиот подпредседател, кој што вие го оставате во партијата да зема плата да ги пишува најгнасните соопштенија, истиот оној кој што ги носеше дуповите за кој што се бореше дека нема да ги усвои. Кажете Ковачевски, до каде е реновирањето на студентските домови, кои што вие директно од оваа зграда им ги ветивте на студентските здруженија, кои што од прв до последен беа членови на вашата партија, ги излажавте студентите, ги превесвавте женни преку вода дека до март ќе донесете ново решение, а им доцните месеци со исплатата на студентскиот оброк. Нема шајка заковано во студентските домови, а вие лично ги лажевте тука, правејќи театар, доаѓајќи со истото возило кое што сега надвор го криете, затоа што колегата Милошевски ви спомна дека се возите, тоа е Мерцедесот од 600.000 евра за кој што луѓе лежат у затвор. Сега го криете околу собранието и велите дека не се возите со истиот Мерцедес, ама за среќа има новинари, има истражувачки новинари, има граѓани кои што го фотографирале и го имаат објавено на медиумите. Кажете, господине Ковачевски, колку училишта направивте од кога сте премиер или кога владата на СДСМ успеа да ја дограби власта. Кажете колку градинки направивте Ковачевски. Објаснете им на стопанството зошто заради исполнување на каприци на ДУИ вие ќе ги удирате стопанствениците по джеб, воведувајќи даночна реформа која што ќе треба и то како кревкото стопанство да го доведе на колена само заради каприцот на оние кои што не престануваат да крадат. Кажете Ковачевски, зошто вие како премиер не ја подпишувате еврообврзницата од 600 милиони евра кога владата можеше да ве овласти да го сторите истото, исто како што го направи тоа со Зоран Заев кога ја вршеше функцијата министер за финансии, или вие не можете веќе да го издржите притисокот од оние кои што ви го создаваат, а кои што ве уценуваат дека доколку не ги слушате ќе излезат од владата и вие повеќе нема да бидете во водената коалиција. Македонскиот народ очекува одговори и ќе очекува се до оној момент додека вие успевате да ја залепите оваа политичка коалиција. Првиот момент, тоа ви го кажувам и на вас, ви го кажувам и на луѓето кои што седат тука и оние кои што ве поддржуваат, а најмногу го кажувам до оној тајкун од Чаир, Артан Груби. Сакале вие или не, купувајќи или активирајќи ја платената опозиција од албанците, правете што сакате. Уценувајте, тргувајте со функции и правете вакви министри кои што збориме за диаспора, а кои што не постои пратеник кој што го има видено или функционер. Времето за соочување со народот доаѓа. И тогаш нема да помогне ниту така наречена европска коалиција, ниту било каква коалиција. Тогаш ќе си го добиете тоа што си го добивте на последниве локални избори. А како ве гледам вака, не можам да не сум инспириран да ви ги редам градовите, но немам доволно време. Ќе бидете поразени повеќе и поубедливо од 2008 година. Тогаш ВМРО ДПМН освои над 60 пратеници, а таа која што ви е вас идеолошки гуру Радмила Шекеринска беше убедливо најпоразена, потоа ја рехабилитиравте. Сега, за 10 месеци од сега, можеби и најмногу, а видете, почитувани граѓани ми довикуваат луѓе кои што се вработени во ЕЛЕМ, во МЕПСО од предпријатијата кои што се загубари последниве 4 години со многу скромно лично и професионално искуство, но да се вратам на поентата, уште 10 месеци ќе трае оваа циркузијада во боја и ова понижување на македонската држава. Сакале вие или не, за 10 месеци овие фактури кои што сега ги создавате кон народот, ќе треба вие да ги платите. А тогаш нема да ви помагаат ниту оние соопштенија кои што ви ги праќаат од штабот да ги читате тука, ниту овие навреди кои што премиерот кога ќе се изнервира ги соопштува кон пратениците од опозицијата. Така да сумирам.
правеле или не правеле, лепеле, купувале или не купувале, уште 10 месеци ќе трае овој циркус кој што е наречен влада на СДСМ и на ДОИ.